Почитувани, добар ден. Време е за новото издание на Црвена линија. Вевчанскиот карневал е еден од најпознатите настани во Македонија. Пишани извори сведочат дека карневалот е стар најмалку 15 века. За празникот Василица во Вевчани врие од туристи. Не само од Македонија, туку од целиот свет. Вевчани туристи има, ама сместувачки капацитети нема. Македонија нема море, ама има традиција која може да биде атрактивна туристичка понуда. Она што денес ве прашуваме во Црвена линија, дали традицијата треба да биде нашето море? Ве прашуваме и уште нешто, но за тоа да го одговорите треба да не следите на Инстаграм. Па заследете не во овој момент и секако кликнете на Инстаграм стори. Таму секако ќе ве пречака нашето денешно анкетно прашање, кое што изгледа и гласи вака. Се вложува ли доволно во руралниот туризам? Верувам дека набрзо ќе можете да видите како изгледаме на Инстаграм. Уште еднаш подсетувам сите вие кои што не следите на Инстаграм, заследете не. Еве, така е тоа на Инстаграм стори, а имате и можност да дадете два одговора. Едниот е да, доколку е да, кликате на ова поле, ако е не, кликате на ова поле. Ке сумираме во проценти, како и секогаш, и ке ги соопштиме резултатите конкретно ова издание. Но најдобре дојдени сте сите вие, се разбира, и кои што сакате активно да ја креирате оваа Црвена линија со директно вклучување во програма. Вашите одговори можете да ги споделите со јавноста доколку го завртите нашиот добро познат телефон 023070005, но задолжително да се намали тонот целосно на ТВ приемникот, што значи јас и вие зборуваме само преку слушалка. Сите оние кои што сакаат да дадат свој допринос во денешната дискусија во Црвена линија, прашањето е дали традицијата треба да биде нашето море, тоа можете да го сторите иако не заследите на Facebook, профилот е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија каде што објавена нашата тема. Па таму преку коментари и споделувања секако да земете активен и важен удел во ова денешно издание. Секако дел од коментарите ќе бидат прочитани измеѓу секое јавување. А ако сте подготвени вие, подготвени сме и ние. Телефонот звони и го велам првото добар ден за првиот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. За многу години празникот нека ни е здрави, живи сите поред. Така и еве да не изоставам, нели, да честитам сите кои што денеска го чествуваат денот Василица, односно имаат имендан и слава. Па кажете ни, еве, дали ви се чини дека Македонија има традиција која што е всушност нашето море? Видите, вака, за руралната средина се уште не сме подготвени. Тоа е должност на градоначалникот на град Скопје, или како што е општина Ѓорче Петров градоначалникот, делот од Кучково, каде што е идеално за селски туризам, каде што има и голема добивка, се уште нема мрднато со прст. Зошто е тоа така? Зошто е тоа така според вас? Зошто е таква инертност кон руралните средини да се развијат како туристички дестинации? Знаете зашто? Немаат интерес. Големите моќници немаат интерес, а се гради во Кучково ненормално. Све е убаво, пари има, нема ни пат доволно направен како што треба, нема ни водовод по викендиците, како и претходно што ви се јавував. Немаат поставено инсталација за вода, дали ми верувате? 30-40 години ни еден градоначалник до сега не се смогнал да стави инсталација за вода, па камо туристи да му донеси некој. Имаме во селото многу убав пейзаж. Чист воздух, дури почист од вода. Ви благодарам многу. Големо благодарам до вас, особено еве што споделивте всушност со какви бенефити се располага токму вашето место од каде што се јавивте Кучково. Напоменавте дека многу се гради, она што е атрактивно има убавени природни кои што можат да се искористат и како ресурси, а особено еве ќе потсетиме дека луѓето кои што доаѓаат од надвор многу имаат голема желба да истражуваат нашата земја. Особено еве и во Словенија, која што не е многу далечна земја, особено е развиен и атрактивен токму тој рурален туризам, а Македонија и наликува на Словенија, барем понешто е дадено од природата.
Па еве ви се чини дека имаме и традиција која што може да биде и tekako привлечна, односно да стане нашето море. Добар ден. Ало, добар ден, убав ден и убава Најубав година. ден и вам. Видите, во Македонија може да биде не Швајцарија, него да биде поубаво од Швајцарија милион пати. Меѓутоа, до сега, 30 години, никој не дал пари, нити па за руралната инфраструктура да се даде пари. Значи, само парите да ги земат, донациите што ќе им ги даде Европа, па народот да го сиромашат и така сирома, па уште по сиромашни да бидеме, меѓутоа свеста кај македонецот не се развила. Значи треба да се развие свеста, да се земе со програми од например од помалите градови што имаат рурални средини, да се направи еден проект и да биде како што треба и земјоделие, и економија, и туризам, и се може да биде. Тоа може за една година, две да се направи све како што треба, ама треба со здрав разум. А еве тоа што го овде кај зборувате, нас нема зошто здрав оние разум. кои што треба тоа да го сторат не го гледаат како такво, како златна кокошка која што може многу да донесе за државата? Ама они само гледаат парите да ги земат и да дојдат на позиција, та едните, та другите, та третите, па со рамковен договор, со не знам каков договор, со ваков договор, со она. Само место глупости да зборат, место треба да се развие во разумот, треба да бидете добри. Во Благодарам разумот, многу да може и пари да земат. Така, благодарам многу за вашето учество. Една напомена дека едно јавување е 90 секунди, но секако еве и ќе ве охрабрам, доколку сакате нови 90 секунди, слободно нели јавете се уште еднаш во црвена линија. Ќе ве потсетам, ќе читаме и дел од коментарите, значи коментирајте и споделувајте и на Facebook, црвена линија е нашиот профил, објавена е темата и секако е објавена и на профилот на Телма телевизија. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Добар ден. Па и ве сте билели некогаш на Вевчански карнавал? Македонија нема море, али затоа има добра традиција. Земете Вевчанскиот карнавал. Земете го на фрлањето во крстот за реката Вардар или во Охридското езеро. Тие се наши добри традиции. Потоа, нашите зимници кои се припремаат, тоа е традиција. Ние во Македонија имаме доста добри традиции, но не знаеме да ги користиме и да ги пласираме во светот. Да светот да види што може во Македонија да има добра традиција. А Во зошто секој еве случај. немаме чувство за традицијата да искористиме и да ни донесе многу бенефит кога се во прашање туристи? Затоа што не знаеме да се изрекламираме во светот. Ние рекламираме други работи, например, рекламираме словенско млеко, хрватски зимни меса или било што друго. Ние за други држави рекламираме повише него да ја рекламираме нашата земја во многу други работи. Затоа што ние имаме добри традиции кои светот се диви со нашите традиции, например со Вевчанскиот карнавал. Тој е прознат во цел свет. И затоа треба да посветиме повише на тие традиции, да сватат дека Македонија е на земја која има убава култура. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Сега кога останете со нас да слушнеме останатите гледачи што ќе кажат. Добар ден. Добар ден. Добре ни дојдовте во црвена линија. Дали некогаш сте биле еве дел од Вевчанскиот карнавал, дали сте биле посетител? Не сум бил никогаш. Немам одено, тоа е еден настан, добре што го имаме. Традицијата оди понатамо, значи карневалот си е карнивал. Не е само Вевчански, имаме и други карневали. Така, имаме многу богата традиција. Прашањето е дали нашата Имаме во традиција карневали може да биде море Струмичкиот за е тука странските и- туристи. Молам? Дали традицијата може да биде нашето море за странските туристи? За странските туристи да е... Ние немаме море. Па то- Сега
Карневалот трае неколку дена и после тоа селото е празно. Си остануваат мештаните таму во селото и тоа е тоа. Значи, неаме некој да заседни така, да потроши некој динар, да му се допадни местото, да сака и в година да дојди. Такви места се многу ретки кај нас. Претежно селата ни се напуштени. Има нешто во Пресплата, например. Порано имаше уствари. Сега го нема, една куќа беше. Сега појке и таа не е, значи, во функција. Нешто има на истокот таму околу Берово, Малешевијата. Исто така има добри места. Ама сепак остануваат, неаме туристи кои што би заседнале така подолго време, кои што би сакале повторно да дојдат, да доживеат нешто убаво. Не сме средени во тој поглед. Ми се чини инертни сме многу. Во споредба со Србите горе, кои што Копалник и Златибор е пребогати се. Благодарам многу и вам што бевте дел од Црвена линија. Останете со нас. Добар ден. Госпожа Тина. Голем поздрав до вас. Поздрав до вашата екипа, до вашите слушатели. Нека е на помош денешниот празник. Така, денес е И Василица. на газдите помасе политика да бисат појќе на гостите да му дават пијачка и мезе. Така, па еве малку да проговориме за тоа колку у нас традицијата може да ни биде море кое што привлекува огромен број туристи. Послушайте се, демократска емисија моје мислење. Убаво светла традицијата. Кога македонскиот народ би бил задоволен, кога ќе ги нема овие неправди, кога ќе има доста вработеност, кога македонскиот дух ќе се врати, традицијата уште поголема ќе биде. Што рече претходникот мој, 2-3 дена тапаните ќудат вевчани и што, пак ќе се вратиме во тоа сивило македонскио, ќе слушаме на ваши вести, на други криминал, посем груби, тој украл оволку, па црна листа го стајле Петко Јанко. Традицијата се прави по моје убаво тоа. Секоја чест, не само Вевчанскиот, имаме ние доста фестивали други што може таа традиција. Али уште поголема ќе биде ако духот македонски е на високо ниво, ако е расположен, ако не е разочаран од тие неправди, ако тие што слушаме протестираат администрацијата, утре ќе протестираат другите. Џабилни се тие традиции. Ако македонецот не е задоволен од тоа, кога ќе имаме ние правда, кога ќе биде. Благодарам многу и вам за одговорите. Еве денес нели инспирирани од последните случувањата, одржувањето на Вевчанскиот карневал, ќе посетиме дека со традиционално палење на маските во центарот на Вевчани денеска и заврши Вевчанскиот карневал. Тој дури датира цели 15 века, но она што интересно е дека е место кога се случува да бидат гости голем дел туристи од надвор. Македонија располага со многу природни, но историски исто така блага. Па еве, дали ви се чини дека традицијата и треба да биде нашето море, кој што ќе привлекува огромен број туристи од надвор? Добро вечер, добар ден. Ало, јас пред малку се јавив и баш ми е драго што добивам уште еднаш да се јавам и сакам да се доискажам. Слободно. Да, ние имаме и многу убави манастири, имаме во руалните средини, имаме што да покажеме, меѓутоа ви реков, значи секој градоначалник кој што е на помало место со приклучни делови од руалната средина, тој треба да направи една програма, треба во таа руална средина да се инвестира, ама и да се вработат, место младите додат надвор, тука можете да ги вработите па како туристи, како земјоделци, како има од сите бранши, може да се направи Македонија да биде за 2 години да цвета, а не да биде во сивило и само да бараме по Европа,
та да овој дошол да ми дал пари, та оној дол. Значи, ако не ве биде, 100 пати нема да бидете на позиција. Треба да ве биде, да имате со програми, со цел како да направите, а не да го лажете народот и да го крадете народот, ќе се задолжите, па народот ќе ги враќа парите. Па затоа ќе бегаат, нема ја да го школувам детето овдека да заврши факултет и да биде доктор на науки, па тука да доаѓа да работи за 300 евра, а тоа малку морген. Затоа треба програма нашата држава да направи, за да може се да биде како што. Благодарам многу што си ја искористивте секако можноста повторно за нови 90 секунди да се доискажете, така да таа пракса секако е дозволена во рамките на трењето на црвена линија. Ке потсетиме дека и Вевчанскиот карневал, кој датира од настанокот на Вевчани, символизира два паралелни света. Едниот му припаѓа на паганството, а другиот на христијанството. Ке повториме дека пишани извори сведочат дека карневалот е стар најмалку 1460 години. Задолжителни елементи на карневалот се зетот и невестата, кои се символ на плодноста и продолжувањето на семејството, двата ѓавола кои се олицетворение на злото и двајцата глупави августи кои ги штитат од злото. Со манифестацијата се одбележува христијанскиот празник Свети Василий Велики или доаѓањето на новата година по стариот јулијански календар. Македонија е вистинска ризница кога станува збор за традиција. Неминовно и неспорно е да укажеме на тоа дека имаме и волшебно, магично убави природни убавини. Сето тоа може да бидат ресурси кои што ќе представуваат едно наше море, кое што ќе ги привлекува туристите од надвор. Па еве, се вложува ли доволно во руралниот туризам според вас и што се може да се направи? Добро вечер. Добро вечер. Господин Љупчево, кои ќе бидат вашите одговори денес? Не може да ти кажам право. Не може да биде нашето море. Традицијата, затоа што ако по мене ние имаме премногу проблеми кои едноставно ние сакаме на лесен начин да заработиме пари. Речеме статистички, каже, може треба некој дискусија таму од одборот во Вевчани да каже колку имаше денеска странци присутни право, колку е, значи, ја колку што примите на вашите снимки на телевизиите, мислам дека дури и беше слаба посетеност. Но не, ние, знаете, еве ќе ви кажам една работа. Ако земете нашето море треба да биде туризмот, меѓутоа како? Не можеме ние само да го продаваме Охрица. Минатата недела, пазите, љубомориме зашто македонците одат во Боровец. Минатата недела не бевме способни еден скијски центар Маврово да го одржиме, а ги заглавивме луѓето цел ден. Или земете уништивни скијски центар Кожов, а сега се фалиме со некој скијски центар од 600 метра, па да не кажам, секој ден на граѓаните им презне. Како веле... Да, убаво е што е направено. Но дали неке беше побаво ако Кожов беше направен скијачкиот центар? Значи, мислам дека тој локал патриотизам и тие локални надмудрувања едноставно не одат во корис на развојот на државата. Ете, гледате како вика, ја нема да го дадам моето дете, доктор да биде за 300 евра да работел тука или за 500 евра. А никој не се прашуваме дали некој денес заслужи толку лесно да стане доктор на некоја наука. Благодарам многу за учеството. Потсетувам останатите кои што нема да се вклучите. Сега тука е Facebook, коментирајте и споделувајте, а ние сега ќе прочитаме и дел од коментарите. Инаку, еве го и првиот коментар. Сега ќе ви покажам како изгледаме таму на црвена линија. Нормално секогаш низ фотографија или некаква си анимација представуваме темата за која што говориме со вас. И тука прашањето е Македонија нема море, ама има традиција и дали традицијата треба да биде нашето море. Наташа Игевска напишала: здраво Тина, поздрав до тебе, поздрав Наташа и до тебе. Вика, за многу години да е празникот и честито имиња. Традицијата во Македонија треба да се пренесува од постарите на помладите генерации, помасовно и поорганизирано.
како Вевчанскиот карневал, Прочка во Прилепи и други настани. На таков начин Македонија преку културата и уметноста ќе биде доближена и до многу светски земји кои што воопшто не ја знаат. Поздрав! Па еве, дали традицијата треба да биде нашето море и дали доволно според вас се вложува особено во руралниот туризам? Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Бог на помош по молитвите на Свети Василий Велики. Честита православна нова година. На много е лета македонски народе. Сега за мене најголема традиција дека ние сме библиска света земја. Плаошник е според некои првиот светски универзитет. Значи од тука потекнува цивилизација, култура, вера Христова преку Света Лидија. Јас кога бев во Русија, во Украина, во Киев, таму тие повеќе ги почитуваат Свети Кирил и Методиј, што ние овдека. Таму тие повеќе пишуваат знаци, патокази или на фирми со кирилично писмо, што ние овдека. Значи, Македонија е извор неисцрпен за туризам, да речеме, за културен туризам, но значи само некој треба да ја сака Македонија овдека и да ја воздигне, како што правеше Груевски со цркви, манастири, нели, возобновени Самуилови тврдини, амфитеатар во Охрид, наколна населба, преубави наши манастири, колку цркви манастири се возобновија тогаш, се направија патишта до нив, нови конаци Зрзе, нови конаци на Трескавец, а Трескавец е манастир кој два цара на Византија биле крунисани. Зрзе исто со рано-христијанска базилика од 4-5 век, со тие пештерски живеалишта и цркви во таа Бигор Карпа по Зрзе манастирот од 9 век. Македонија е библиска рај земја, само некој треба да ја сака и да ја воздигни. Но со синдромот на самоуништување, наше ништо не чини, нас не бидува, со такви. Така, благодарам многу за одговорите. Потсетувам, внимавајте на тајмерот, 90 секунди одбројува. Значи, еве зашто всушност говориме денес во црвена линија. Вевчански карневал е само поводот за да приспомнеме кон јавноста дека Македонија располага со огромна и историја и традиција. Факт е дека сите оние кои што доаѓаат однадвор многу сакаат да дознаат, сакаат да видат и секако да откриваат, што можеби и не е толку карактеристично за самите нас. Но туристите тоа го сакаат. Нив им е се тоа интересно, да не речеме екзотично. Ви се чини ли дека традицијата, еве, природните убавини треба да бидат нашето море? И дали доволно се инвестира во особено руралниот туризам? Добро вечер. Добро вечер, Македонија, штеднеш. Добро, ајде. Јас сум во програма. Да, ве слушаме. Одлично. Јас пак би сакал, еве, значи, убаво кажам сега, рурален туризам, селото Зрзе е рај место. Манастирот горе на селото, на Бигор Карпа, тие пештери во кои живеле тие свети оци монаси. Десно е таа рано-христијанска базилика. 3 извори има одма до манастирот. 3 извори. Рибници има во круга на манастирот. Преубаво нешто. Долу под манастирот, над селото одма, има речи ова црква преубава Свети Николај, Мивликиски, стара црква 12-13 век со преубав фреско живопис. Само тоа некој треба да го сака, бе, луѓе, да го види, Прво, македонците не знаат што богатство имаме. Замисли сега актуелен Јанко од Колумбија, со неговите другари, колеги, колумбијци, пеат наша македонска музика по цел свет, Јанко вика, луѓе, јас премногу ја сакам вашата македонска култура, премногу ја сакам вашата македонска музика, преубава музика. А ти кај да помениш низ Македонија, македонците дел чипирани, одродени, мраза македонска музика. Не слушат македонска музика. Граници става. Како може бе така? Музички писмени, Котецу јапонец, оперски пејач светски, да пеј македонски песни, а јапонец еј. Јанко од Колумбија пеј, овие македонци мразат македонска музика. А ние можеме да со лепи со наша македонска музика да излеземе. Благодарам многу за јавувањето. Сега коите можете да видите практично како изгледа, ако не ви се доволни 90 секунди, да добиете нови. Ајде денеска да проговориме со вас околу руралните потенцијали на оваа земја, кои што можат и како да бидат магнетично привлечни за туристите од целиот свет.
Таа пракса ја имаат, сега кога ќе повторам, Словенија, да и Србија соседна располага со се поголем развој и промовирање на руралниот туризам. Дали е тоа возможно и еве како може Македонија, да речеме, својата традиција и природни убавини да ги символизира, односно да го представуваат нашето море и да станат навистина привлечни за многу туристи од надвор. А сето тоа се разбира да биде една голема придобивка за нашава земја. Од секаков агол. Добро вечер. Ало, добро вечер. Ке ве замола малку погласно. Ајде погласно, нека видим. Јас не знам сега како ме слушате. Одлично, повелете. Одлично. Па видите, вака. Овие наши простори, ќе иземам Пиринска и Егејска Македонија, за неја ќе зборам. Имаме ние толку места, да не кажам какви се и што сте, каде што, да не кажам секој наш граѓанин ќе каже некоја своја, да не кажам и идеја. Пари не се потребни, да си кажем отворено, него тоа да го уградиме во меморијата на нашите идни генерации. Како ја можам на моите идни потомци да го пренесам сето тоа, потекнувајќи јас сум од источниот дел, како тоа да го пренесам, пошто имаме ние X, да не кажам какви места, не за туризам, него тоа стварно да има луѓе посетени од било кој крај од светот. Да си кажем отворено, еве. Весчани е башка приказка, да си кажем отворено. Имам таму еден пријател Веле, поздрав до него, така, пошто се знаеме многу од мали нозе, така. Целта ми е, изборта ми е што овдека во истокот, јас сум од Кратовско-Злетовскиот регион. Тука имаме места каде што можеме да правиме традиции. Ако го земам само Кратово, има тука еден мали милион работи на кои што од светот и завидува. Таа е историја прошарана, да не кажам, од сите времења, да не зборам од кој. И какви работи треба да се спомнат и да се вградат во нашите идни ке нашите идни генерации во нивото сеќавање. Тоа е тоа. Тоа е нашето море. Тука лежи. Не се потребни многу пари. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија и она што е интересно, еве, во последно време, барем сите ние кои што нели можеме да пребаруваме, да следиме на социјални медиуми, на многу платформи, можеме да видиме дека се почесто, особено на Инстаграм, се прават куси рилсови, тоа е терминот, на кој што се промовираат убавините на земјите, односно така луѓето од целиот свет дознаваат за убавините на една земја. Колку Македонија еве вложува и во промоција, а и вложува генерално во развојот, особено на руралниот туризам, кој што е исклучително атрактивен за туристите од надвор. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав до вас. Види вака. Точно е дека немаме море, меѓутоа традиции имаме многу. Така? Така. И треба да се ги одржуваме. Зошто? Затоа што тоа е, како да кажам, македонскиот народ, дури и русите не признале, и писменоста нивна Русија ја признава дека потекнува од Македонија. И нормално, не треба да ги заборавиме тие традиции. Вепчанскиот карневал нас не осликува во светот, пример. Струмичкиот или било кој. Имаме толку традиции што стварно се човек да позавиди. Меѓутоа, што кажа претходниот, треба тие традиции да ги одржуваме. Меѓутоа, малце се инвестира во таа работа од страна на државата. Жалосно, пример. Многу треба повеќе да ја одржува. Иначе, губејќи ја традицијата, се губиме ние како македонци. Немаме море, ама тоа ние. А дека имаме туристички места колку сакате, неоткриени, да речеме се уште. Земете го Пелистер, кој го бараше Швајцарија, да направи скијарски центар кој да се чуди свето. Меѓутоа, тука се политики, некој ако нема да заработи, нема да Ке подсетам, внимавајте на тајмерот, но слободно завртете повторно. Продолжуваме со вас, секако не интересира
Еве, кој е вашиот став во однос на тоа дали е возможно и колку се вложува во развојот, особено на руралниот туризам, кој што, меѓу другото, е особено атрактивен и популарен во последно време, бидејќи туристите од големите урбани средини, големите светски метрополи, особено им е привлечно да видат нешто што го немаат во својата земја. А Македонија има се и се што, од традиција до историја и природни убавини. Па еве, ви се чинили дека токму се ова што набрав може да биде нашето море, па на некој начин токму и руралниот туризам да представува една златна кокошка за оваа земја, која што ќе ја стави на мапата на особено атрактивни и популарни и познати туристички дестинации, но меѓу другото ќе донесе голем бенефит за самата земја, од секаков агол, па дури и од финансиски. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во црвена линија сте? Дали сме на линија? Да, повелете, ве слушаме. Благодарам. Па вака, прво ја ќе кажам дека стварно вистински немаме море и не ни треба море, затоа што имаме толку убавини, толку историски знаменитости, посебно ќе кажам за мојот охрид, имаме преку 360 цркви, каде што туристите кои ќе дојдат тука, сите не идат за море, сите не идат за езерото, сакаат да видат убавините на еден град, на еден крај, да речеме кулинарските способности, дали ќе ги угостиме добро, дали ќе ги сместиме добро. Значи, оној кој што патува сака да има авантуризам, а во тој авантуризам се гледа, значи, убавината на градот, убавината на околината, гостопримството, љубезноста, дали ќе му се покаже се оно што има во тој град или нешто ќе скриеме. Меѓутоа, овде кај јас само ќе замерам на нашите туроператори што дозволуваат да се носат од надвор, значи водичи на тие туристи, меѓутоа треба да со закон да се забрани. Тој кој доаѓа овде треба да користи овдешни, значи, наши лица, да ги водат и да им објаснуваат кој, како, значи, и какво значење има тој објект. Нашите ќе ја објаснат подобро од оној страна. Тој не може да го познава теренот, народот, услови. Благодарам многу за одговорите во црвена линија. Сега кога продолжуваме со вас, темата за денес е всушност колку се вложува, дали воопшто доволно се вложува во развојот на особено оној рурален туризам, кој што станува од година во година се поатрактивен, особено за странските туристи. Што е она што на Македонија во моментот и не достига, иако е факт дека сме земја со пребогата традиција, особено и природни убавини. Па што треба да се направи и зошто досега не се прави онака како што може би прават еве во соседството, како што напоменав, Република Србија, Словенија и така натаму. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ве молам да го намалите тонот на телевизорот пред да почнете, за да подобро се слушнеме. Ете намалене. Одлично, повелете. Ајде, пак се јавам сега. Вие сте, повелете. Се сложам со сите што кажа, што зборат. Секој си ја сака Македонија, сака да оде напред. Ама зашто не сме тргнати напред во таа традиција која што ја спомнавте, Словенија и Србија? Затоа што во овие 33 години се украде колку милиарди украдено. Да не се украдеше толку пари. Се сложам со господинот од Прилеп Тале, се сложам со Велјано Дохри, се сложам со сите тие што кажа. Ние имаме, ние се сакаме Македонија, сакаме да напред оди. Ама зашто не отиде на напред, малте причините да кажат. Затоа што од 33 години милиарди украдени. Никој не му застана на пат на тие што таа традиција под наводници ја упропастија со крадењето. Кој не сака? Што спомна и Охрид, и Струмичкиот карневал, манифестација, и Кратово тие, како ги викаат, скулптурите. Да имаше домакини луѓе во тие сегменти, во тие Министерство за култура. Некој како дојде министер за култура, афери со госпожата од Битола, трошела пари за чанти во Париз, пред тоа Ала Ѓозовски трошел ваму
Тука е маната кај нас. Да. Благодарам многу за учеството и тоа за повторното. Меѓу другото, иве ќе потенцираме покрај традицијата се разбира и тој рурален туризам, офаќаат многу сегменти. Она што нели го нуди земјата со своите природни убавини, но нуди и со својата автентичност низ историјата која што се манифестира не само низ нели спомениците и нели оние сведоштва за историјата кои што говорат сами по себе, туку и низ културата на живењето. Тоа значи и врз од аспект на тоа што туристите сакаат да пробат и автентична храна за тој крај, да слушнат автентична музика, да се запознаат со традицијата низ нели руралниот особено е атрактивен нели туризам, па тука нели да се проговори за какви културни навики, обичаи има и местото кое што туристите ќе го посетат. Сето тоа е исклучително екзотично за сите оние кои што доаѓаат однадвор. Но за сето тоа треба нели доволно промоција, треба доволно и инвестирање, но и визија за сето тоа за да навистина Македонија со ресурсите кои што сама по себе располага може да направи една врвна експанзија. Епа, доволно ли се инвестира во руралниот туризам? Добро вечер. Добро вечер. Поздрав голем до вас. Благодарам и до вас. Нека е среќна стара нова година. Нека е среќна стара нова година и сега кој имен ден на сите и слава кој што еве чествува денеска на Свети Василий Велики. Така за темата сега. Традицијата е главниот елемент за развој на туризмот и на се друго. Па видете, па ние имаме традиција, имаме 3 природни езера, уште дупло пута толку вештачки езера, имаме планини. Па не треба подалеку. Погледајте Србија што прави. Неќум да ги фалам, ама секое село, секој планински терен, се е направено, изградено, што да ви кажам. Ние тоа што го дал Господ, тоа го чекаме. Не се инвестира доволно во развојот на туризмот и традицијата на Македонија. Не само тие богатства што ги имаме природни, него имаме и артефакти, имаме историски споменици, културни. Нити се ископани, нити се знае што имаме под земја. Замислете да им кажете дека од пред 2000 години има некои артефакти долу. Па цел свет ќе дојде тој. Ама што да ти кажам Тина? Ние, ја секогаш викам, ние неќеме да работим. Прво, не се инвестира доволно. Второ, не се работи. Значи, тоа треба да се развие. Јас се изненадив, деца случајно беа на Копаоник тамо на Златибор, абе вика 3 механички сервис има за возило. Замисли. Благодарам многу и вам за учеството и одговорите. А сега кога се зборува за руралниот туризам, постојано нели се разговара за истиот, се размислува подобро да речам, па и се прават многу истражувања. Она на што налетав е истражување кое што го има направено Рурална коалиција.мк, па еве како е според ова истражување дефиниран руралниот туризам во земјава. Сушност, руралниот туризам кај нас во поголемиот дел се сведува на престој во објекти за сместување во села или помали градови со ограничен број на дополнителни активности, што туристите може да ги практикуваат. Поради овие причини, руралниот туризам кај нас се наоѓа во првата фаза од неговиот развој, во која се очекува зголемување на бројот на туристите, руралните туристички производи, отворање на нови бизнеси и соработка помеѓу нив. Според економските ефекти во развојот на руралниот туризам, во зависност од понудата и распределбата на приходите од туризмот, во нашата земја постои така наречен мек ефект. Сместувањето е во куќи, мали фамилиарни хотели и други објекти за сместување што се во собственост на претприемачите кои постојано живеат во руралната средина. Добивката од руралниот туризам останува во руралната средина. Па дали доволно се вложува во развојот на руралниот туризам, дали сметате дека нашата земја и те како располага со ресурси, богатства, особено со традиција кој што може да бидат нашето море? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Благодарам. Па, многу држави немаат море, меѓутоа се многу успешни. А исто така многу држави имаат традиција, па не се успешни.
Тоа не мора да значи. Тоа зависи од самите нас и од организацијата во нашата држава. Дали се вложува доволно? Па на некои места може би се вложува доволно. Меѓутоа парите одат во погрешни раце и ништо од развој на традицијата. Во овој вид на туризам, рурален или селски туризам, многу треба работа, не зависи само од средства. Зависи од многу работа и знаење. Ако некој не знае, а ги зема средствата, не може да го развие тој селски туризам, како ние што сакаме да биде тоа море на нашата држава. Или визија. Што ако имаме ние визија, ако нема кој да оствари таа визија? Или немаме доволно средства, или некој би злоупотребил тие средства. Значи, пред се треба честно работење. Во сите пори на општеството, не само во овој туризам, во традицијата. А и мора да кажат дека од традиција само не се живее. Мора да имаме и модернизација. Во тие средини мора да има нешто модерно, современо. Не може во полско вече додат уште таму луѓето. Ако гледаме се на традицијата и на она автентично како што било порано. Значи, со традицијата мора да оде и модернизација и честност. Не може ние да ги подкрадуваме тие што ќе ни доаѓаат на гости, како што си имаме во нашиот менталитет. И различно да се однесуваме, зависи кој од која страна. Така, благодарам многу за вклучувањето. Значи, можеме да заклучиме дека Македонија има многу позитивни аспекти кои што може да се искористат и како да бидат привлачни за луѓето кои што навистина и кога доаѓаат, барем секој од нас имал личен пример, се фасцинирани од се она со што располага нашата земја. Од природни ресурси, а особено богата историја и традиција. Добро вечер. Здраво. Здраво. Па види вака, со традиција имаме еден куп традиција. И да ти кажам искрено, нарочито малку така подбивање, да речем, зезанци, како да ги кажам, на нашки подбивања, мислам, нели? Имаме најдобра традиција, само што ние не сме свесни за тоа. Само на тоа можеме да печалиме многу. Значи, на тој наш хумор, македонски. Иако мислат некои дека ќе лупам глупости, ама еднаш гледав една емисија со Бобо Каров, кога бил у Србија некаде, неки Срби му рекле, вика, брат, вика, толку смешно не сум гледал у живот. Значи, пази, некој србин таму му го рекол тоа. Значи, тоа е добро за нас. Еве сега веспански традиции што беа со вие карневалот. Све, значи, одлично, значи, маските им се добри, направени, све е во ред, али годинава една работа им замерам. Многу патриотска им беше ова, до патриотска им беше, карневалот им беше. Затоа што види даваат некои подбивања од 2023 година, кога нека тоа изгустирана работа, кога владеа овие други. Абе, какви работи имаше сега за подбивање на сметка на овие патриотиве, имаше да направат маски какви сакаат, има право на избор, ама тука политичка работа беше. Поздрав. Благодарам многу за вклучувањето. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Дали имаме никого на линија? Добро вечер. Добро, јас само еве ќе издвојам од истражувањето што е заклучено нели покрај сите тие позитивни аспекти, се уште постојат нели пречки за развој на руралниот туризам, односно за развојот на туризмот, таквиот вид на туризам. Пред се издвојува еве со кои предизвици всушност се соочува нашата земја за развој на ваквиот тип на туризам. Како прво, недостигот на официјална дефиниција за овој поим, како и нецелосната законска регулатива, недоволна ангажираност на централната и локалната власт и ниската активност на невладиниот сектор. Како и да е, промоција може денес многу лесно да се направи. Ја имаме нели развојот на технологијата е секако алатка која што и како може со леснотија да го нели да го сподели она со што располагаме ние како земја, што е она што ни недостига можеби да се развие руралниот туризам до крај, односно да не биде на тоа мек ефект фаза и еве дали воопшто доволно се вложува според вас. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, ве слушаме. Поздрав, Тинче, до
емисијата и до телевизијата. Поздрав и до вас. Преубави теми одбирате. Јас ќе се потрудам на вашава тема со практичен пример да кажам зошто нема рурален туризам кај нас во Македонија, посебно во Кичевскиот регион. Ние имавме едно прекрасно туристичко место, рурално, Крушино и Кнежино, манастирот Света Пречиста. За сите накратко ќе елаборирам како дојдоа до дното. Во Крушино имаше мотел Бисер Крушино, кој што е руиниран, пропаднат. Мотелот во Кнежино од државна собственост па акционерско друштво, олигарсите го препродадоа неколку пати. Манастирот Света Пречиста, еве сега конкретно, и неколку други рурални средини се недостапни за туристи, затоа што има големи количини на снег и патиштата не се проодни. И како сакате рурален туризам, развој на рурален туризам, кога политичарите сите рурални средини, убавините ги уништија во нашиот крај. Еве, според вас, зошто тие кои што треба не ги гледат бенефитите? Во нашето Крушино, извини, момент, во нашето Крушино доаѓаа спортисти, фудбалери од цел свет на подготовки. Туристи од цел свет го посетуваа, меѓутоа сега е руина. Благодарам многу за одговорите. Да, еве и јас ќе откриам, сум била во Крушино и навистина место кое што не се заборава, но и сум го видела во последно време, каде што сега едноставно е изедено од забот на времето, запуштено и така натаму. Дури нели создава сега веќе и чувство на непријатност, бидејќи е целосно руинирано. Благодарам многу што еве споделивте со нас со што се барем располага вашиот крај, кој што и како може да биде привлечен за странските туристи. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер. Најубава вечер и вам. Да ви кажам, не да имаме традиција, не да имаме како колку сакате и кај сакате. Еве прво да почнеме галичката свадба колку е посетена и понатака, значи буквално во целиот свет, значи и имаме и многу други места што се посетуваат. Меѓутоа, многу убаво кажа гледачот и другите кај нас, и јас зашто нонстоп само зборам дека владата на стопанствениците зима в кредити да ги финансира. Значи постоечи фирми. Тие се постоечки фирми и си работат, се приватни и нека си работат. Значи треба владата да земе кредитот вака по овие руралните средини да го подели, да може секој што не може, што нема финанси да земе да инвестира и еве ти го развојот и еве ти го што ќе се случи повеќе финанси во државниот буџет. Меѓутоа, за жал кај нас, јас стално зборам дека кај нас стопанствениците ја водат државата. Ние немаме влада, кај нас премиерот не се секира еве за руралните и да им подели на народот што сака и да направи. Значи еве го првиот минус. Значи, вие да овде да се инвестира, па ја не знам, ја кого сум видела странец и казам сум сретнала, значи ги слушам како се одушевени во било што уопште прво од македонскиот народ. Значи, каков народ гостопримливи, пријатни во секој момент. Значи, само тоа што го слушам, да не збориме за вакви работи. Затоа кај нас не се инвестира каде што треба, каде што има. Не. Благодарам многу за одговорите. Сега да видиме што ќе кажат и останатите гледачи. Ете, гледате, денес разговараме за она на што навистина и треба да сме горди, бидејќи малку земји како нашата располагаат и со историја и со традиција, а секако и со природни убавини. И секако имаме што да понудиме и од аспект на, нели, како што реков, традиција и историја, но навистина и од еден друг агол, а тоа е и музика, и храна. Сето тоа е исклучително екзотично и привлечно за туристите од надвор. Добро вечер. Ало. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Јас се јавам од село Бардовци. Добро. Има црква Света Троица, што е најстара во Македонија. И има еден конак изграден од турско време, кај што се снимаше
трето полувреме. Тоа владата планираше да го изгради како нешто, некоја традиционална меана или кафана, како да ја кажеме. Ама од тоа ништо не направиве. Само остана да ги чуваат тука тие од кинотека филмовите. А туристи, дали сте имале можност да видите, да ги донесат, да ги видат? Па, доаѓаат со автобусот 21 до Конакот, доаѓаат, гледаат тука, ама Конакот е нон-стоп затворен и нема што да видат, само зидините ќе ги видат од страна. И Еве, постојат ли, да речеме, капацитети кои што можат да нудат сместување, за да можат, нели, да уживаат во Бардоци, во тој амбиент, во таа природа? Постојат, може да се види. Може да се види све. Тоа е од турско време изградено, машки конак и женски конак. Така. Благодарам многу, еве, што ни споделивте што се има, па еве, не само и странските туристи, туку и ние, нели, граѓаните на оваа земја имаме многу што и самите да истражуваме и да си откриваме убавината, но и традицијата и историјата на нашата земја. А за тоа се вложували доволно во руралниот туризам, еве како одговорија на Инстаграм. Секако заследете не, утре повторна анкета, па учествувате во неа. Значи, со да одговорија само 18%, а со не одговорија 82%. Сега ќе ги погледнеме малку рекламите, потоа повторно ќе бидеме заедно во студио. Останува да ви се заблагодарам што создадовте уште една убава црвена линија. Секако утре повторно ќе бидеме заедно во нашиот термин, ќе дискутираме за нова тема. А она што можеме да се сложиме сите, дека Македонија е ретко убава земја, со богата историја, традиција и секако природни убавини кои што се незапаметени. Колку си ја сакаме, негуваме, инвестираме, верувам дека ќе има и подобри денови, каде што Македонија ќе се најде на светската мапа како лидер за туристичка дестинација. А кога треба да отпатуваме сите во овој момент, ќе патуваме онаму каде што се моите комши. Кај нив е многу поведро, постојано со гости и најважно од се, многу убава атмосфера. А денес мислам дека ќе биде најатмосфера. Да, Нената е тука, ама прави рил. На стори, па да видаш што се случува зад камерите. Така е, веќе има. Тина, ако сакаш, остани на грчка вечер. На грчка вечер, јас? Тина, биди така. Почнуваме.